битолчани, но и голем број љубители од другите градови ќе имаат можност да погледнат еден исклучителен спортски надпревар овде во Битола, во спортската сала Боро Чурлевски, каде што се наоѓаме на оваа тема и за деталите повеќе ќе разговараме со нашиот гостин Борче Димитровски, секретар на општина Битола. Добро утро, Борче. Битола ќе биде домаќин на еден голем, важен надпревар. Што ќе се случува утре, да откриеме повеќе за гледачи? Најпрво благодарам на поканата. Добро утро за сите гледачи на утринската програма Македонската телевизија. Навистина е чест што Битола ќе биде домаќин после 7 годишна пауза на репрезентативен надпревар во ракомет. Овој пат ќе бидеме домаќини на женската репрезентација на Македонија, која што ќе ги одмери силите со Полска. Се работи за бараш надпревар, имаме одличен и активен резултат, пораз од само 4 разлика, која што разлика е достижна. И се надаваме на вистина на една исклучителна атмосфера, како што битолчани, верните навивачи, верната ракометна публика и чкембарите знаат да надправат на исполнета сала Боро Чурлевски и на победа од минимум 5 разлика на ракометната репрезентација на Македонија утре вечер во Битола. Така е. Како течеа подготовките околу организацијата? Дали е тешко да се организира еден ваков надпревар и да во исто време да се покажеме како добри домаќини? Па секако дека не е едноставно да се организира репрезентативен ракометен надпревар. Имаме одлична соработка со раководството на ракометната федерација, дадоа предлог, имавме комуникација, го прифативме предизвикот да бидеме логистика на организацијата на овој надпревар. Секако одличен предуслов беше тоа што ракометниот клуб Еврофарм Пелистер веќе 2 години е дел од ракометната лига на шампиони, најелитното надпреварување кое што го организира Европската ракометна федерација и спортската сала, како што повеќе пати напоменавме, некаде кон средината на 2023 година имаше темелна реконструкција и адаптација се со цел да може да се организираат во неа надпревари од највисок ранг. Тој предуслов беше секако значајен и за ракометната федерација, а уште еден битен предуслов беше ракометната Битола, ракометната публика која што навистина ужива и секогаш исполнува спортската сала Боро Чурлевски до последното место, да имаме една одлична атмосфера како што секогаш ја имаме. Тие два предуслови се исполнува, останува уште надпреварот да помине во најдобар ред и секако се победа за нашата репрезентација. Борче, кога последен пат во Битола се одиграл еден ваков голем надпревар и зошто толку време се чека за повторно да се одигра ваков важен надпревар? Последен надпревар беше со репрезентацијата на Турција. Мислам дека тоа беа квалификации за Европско првенство, некаде кон крајот на 2018 година. За жал, за да можевме да организираме следен репрезентативен надпревар, мораше да се реконструира, се адаптира салата, иако повеќе пати беше тоа низ годините правено, еднаш во 2015, еднаш делумно во 2018 година, сепак темелно интервениравме во 2023 година и засега сите референци ги исполнивме, но не е само тоа доволно да ЕХФ каже дека може да се играат надпревари, туку и најголемите тимови од рангот на Кил и Пари Сен-Жермен, кои што гостуваат тука, дадоа највисоки оценки за целокупната логистика која што ја нуди салата и за целокупната атмосфера да се одигра еден одличен надпревар. Исто така, иако жално е што морам тоа да го кажам, меѓутоа во текот на кон крајот на 2023 конечно го направивме системот за грејање, кој што повеќе од 30 години не функционираше во спортската сала. Тоа значеше дека во оние најладни месеци помеѓу ноември и февруари на сибирски температури се играат надпреварите, а тоа сега не е случај. Значи сега комплетно сите услови ги има. Ќе се вратиме повторно на надпреварот. Освен тоа што гледачите ќе имаат можност да следат еден исклучителен надпревар, исто така во исто време ќе можат и да ја покажат својата хуманост. Да, Ракометната федерација предложи секако заеднички општина Битола како логистика на ракометната надпревар прифати да најпрво влезниците бидат со символична цена од 100 денари, надпреварот да има хуманитарен карактер и средствата се донираат на семејствата на повредените и на, за жал, починатите во големата трагедија која што се случи во Кочани на 16 март во дискотеката Пулс. Колков е капацитетот на салата и дали се очекува да биде исполнет целиот на утрешниот надпревар? Капацитетот близу до 3000 гледачи и очекуваме да биде исполнета до последното место и секако ова ќе биде шанса
и уште еден предуслов да покрај женската ракометна репрезентација во доглед на иднина бидеме домаќини на машката ракометна репрезентација. Токму така, еве и за крај последното прашање, Битола е спортски град, има по големи успеси на полето на спортот, меѓутоа и многу треба за да се постигнат тие успеси, потребно е и да се вложува во спортот, да се инвестира. Што е она што следно ќе се направи за спортот? Па покрај тоа што ги помагаме професионалните спортски клубови, секако останатите спортски колективи со средства за функционирање, важно е да се вложи во инфраструктурата, за спортската сала кажав, за стадионот исто така се доврши северната трибина на која што беше започнато некаде во 2016 година, сепак таму има уште доста што да се работи, во теке јавната набавка со средства од владата преку унгарскиот кредит за реконструкција и санација на јужната трибина, значи другата трибина која што е во лоша состојба, а исто така има можности да се среди и спортското борилиште за атлетски надпревари на стадионот, да добиеме една комплетна целина. Исто така и Фудбалската федерација ги препозна вложувањата на општина Битола во делот на оваа инфраструктура и се нуди можност да бидеме домаќини на еден репрезентативен фудбалски надпревар на младите репрезентации на Македонија и Италија, кој што ќе се одигра во месец септември на стадионот Петар Милошевски, што е исто така голема чест, но и одговорност да можеме да ги овозможиме сите услови да го прилагодиме стадион да се одигра еден таков значаен надпревар во Битола. Порче ви благодарам многу. Благодарам на поканата. Како што можевме да слушнеме, еве уште еднаш да информираме јавноста дека утре ќе можат да проследат надпреварот квалификации за Европско првенство во женски ракомет. Влезниците ќе бидат по цена од 100 денари и исто така ќе бидат донирани во хуманитарни цели, односно за настраданите во несреќата во Кочани.